Колешке Дафина, доаѓате од Гостивар, од една мултиетничка средина, каде што албанците нели се повеќе од 20% од скупното население и ги уживаат сите права согласно постоечките законски решенија и ги остваруваат своите јазични права согласно тие законски решенија. Меѓутоа, колешке Дафина, проблемот е што со овој предлог закон се предвидува комплетна двојазичност на територијата на цела Република Македонија, двојазичност на секаде, во сите државни органи и тела на централно и на локално ниво, јавни предпријатија, установи, општествени и приватни правни субјекти. Се создава обврска за двојазичност и онамо кај што не живеат припадници на албанската националност. Без потреба се искомпликуваат работите и наместо да одиме на тоа, пристапот до државните институции и остварувањето на правата на граѓаните да го олесниме, да биде побрзо, поефикасно, ние ги искомпликуваме работите и создадуваме обврски непотребни. Со овој предлог закон буквално се прави обид да се изедначи албанскиот јазик со македонскиот како официјален. Вие доаѓате од Гостивар и јасно е дека таму во таа една мултиетничка средина добар дел и од македонците го познаваат албанскиот јазик, како што и најголем дел од албанците нели го познаваат македонскиот јазик. Јас доаѓам од Гевгелија, каде што секојдневно голема бројка на граѓани од Република Грција престојуваат во Гевгелија и добар дел од граѓаните на општина Гевгелија го познаваат грчкиот јазик. Го познаваат особено оние кои што се вработени во оние услужни сектори, каде што купувачи на услугите во најголем дел се граѓани на Република Грција. Меѓутоа, тоа е чисто комерцијални поводи и тоа е од така наречената комерцијална принуда. Меѓутоа, со овој предлог закон се прави обид за да се воведе двојазичност на цела територија на Република Македонија и згора на се предвидуваат драконски казни ако не се почитува овој предлог закон. 4 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок на органите. 30% од мерената глоба за органите ќе му се изрече на службеното лице или одговорно лице во органите. Тоа значи 1500 евра за секое службено лице кој што нема да го почитува овој закон за двојазичност на цела територија на Република Македонија.